Во некогаш препознатливиот чевларски град, занајческите дуќани можат да се избројат на рака. Сепак неколкумина млади ги чуваат од изумирање за наетите. Еден од нив е Александар, кој на 25 години е чевлар. Знаењето го добил од својот татко. Работата вели знае да биде напорна, но сепак е задоволен од заработувачката. Кумановци вообичаено се обраќаат за поправки на чевли. Вредноста на производите, појаснува, е различна од 200 денари до 1000 евра. Имаме разни муштери, разни поправки. Поправаме и поевтини и понеквалитетни, поправаме и брендирана роба, што е поскапа, што обрнуваме повеќе внимание на работа за тоа. Зависи до муштерија, зависи и до цена зависи. Инаку и стари што се кожни убави чевли може да се репарираат, да се направат и да изгледаат уште подобро и потрајно да се користат. Во ден може да дојдат по 20 муштери, значи тоа е добро задоволително за наша работа. Месечно добро, излегува добра плата, значи со добар труд, со добро вложена материјал и труд, може да се живее со овој занает. Сега веќином патики се поправаат, зависи сезонски чизма, сандала, али 90% луѓето носат патики. Куманово некогаш беше чевларски град, па лесно можело да се дојде до неопходен материјал. Денес увезуваат од Србија и Турција. Цените вели драстично се зголемени. Со средното стручно училиште соработува, но загрижувачки е што нема ученици. Додека работеа фабриките во Куманово имаше интерес, сега воопшто нема интерес кај младите, пошто сите си бегаат за подобра работа, подобра плата. Може да се каже уште во времето на СФРЈ, што не се лепени, него се правени со чиви, со многу посебен материјал и посебна работа. Многу макотрпна работа. Сега е полесно, сега имаме машини, работа, така да малку е полесно, али е по-захтевна работа. Александар е регистриран занаетчија во занаетчиската комора. 3 години ги користи субвенциите кои ги доделува општината. Годинава тие изнесуваат 15.000 денари. Ние сме, занаетчи, преку занаетчиска комора на Куманово се водиме. Инаку може да се заблагодарам на занаетчиската комора, која ни излегува во сусрет. Имаме од време на време састанци, те ги организира, општина Куманово организира саеми. Пред некој време бевме во Србија, Лесковец, па бевме во Косово со презентација на наши материјали, наша чисто пријателство со други колеги. Пред некој време, работевме, значи со помош на татко ми, со брат ми работевме, али сега таа работа ја нема веќе, сега работиме повеќе со болни лица, што може да им помогнеме што не можат да најдат обувки, со големи броеви, да ги прошируваме, да ги преправаме, од големи помали да правиме. Тие такви комбинации, правиме. 51, 52, значи најголем број. Александар, освен што стана препознатлив по корекции на чевли и чанти, работи и со специјализирана машина за перење патики. Граѓаните ги советува истите доколку сакаат да ги користат подолго, внимателно да ги одржуваат со соодветни креми и вода.